Почитувана колешке, како прво ви благодарам што се согласувате со мене дека мора и треба да постојат вакви едукативни па и рекреативни екскурзии, но ако се има волја, значи ќе се најде и начин. Нашата замисла, односно целта на нашиот амандман е најпрвин да се потикнат иницијативите за патување низ Македонија, секако тоа преку вклучување на немладата генерација, која што со овие патувања не само што ќе се едуцираат, туку и ќе се запознаат својата земја. Јас сметам дека можеби не е лесен начинот да се дојде до овие средства и да се реализираат вакви настани, но еве, ако бараме повеќе средства за некој амандман, вашите образложенија или изговори се дека е криза, дека е ребаланс, дека не може да се реализира во неколку месеци, а сега кога бараме помалку средства, се велите дека нема начин. Пред нас е цела година, цела 2023 година и во текот на годината тие средства може да се зголемат. Средствата кои ги бараме, значи се само почетен буџет и сите знаеме дека многу набрзо ќе дојде ребалансот, па ако се има волја, нека се почне со овие и потоа со ребалансот ќе доделиме повеќе за да вклучиме што поголем број на ученици. Со оглед на фактот дека во предлог буџетот за 2023 година програмата Д, економски развој, се кратат 15 милиони денари за програмата Д0, поддршка на домашен туризам за работници со ниски приходи, односно оваа стапка оваа година не влегува во предлог буџетот и на овие средства да одат за непродуктивни трошоци, нека ја одат за убави цели, за, да речеме, за екскурзии на нашите ученици. Така што да не бараме само изговори, туку да се фокусираме на промоција на Македонија пред нашите деца, да си ја запознаат и да си ја сакаат. Токму тие утре и во иднина, значи ќе бидат промотори пред своите родители и ќе го зголемат интересот за патување во сопствената земја и на тој начин ќе се помогне и економскиот развој на нашата земја. Во МФВ може да таргетираме ученици според возраста или според социјалниот статус, например, па да почнеме од нив. Мора од некаде да се почне, за да се инициирам, зашто сме ние, впрочем, овде, да дебатираме, да дискутираме и овие средства да ги искористиме на најдобар можен начин. Со тоа ќе ги намалиме пред се трошоците на родителите и на нивниот семеен буџет, кој што е се помал и помал, пред се поради кризата, економската криза, поради поскапувањето на прехранбените производи, поради поскапувањето на енергенсите и свесни сме дека родителите не можат сето тоа да го поднесат, а не пак да им ја овозможат оваа привилегија на своите деца. И бидејќи не сакам да должам за нешто кое што го заслужува секое дете, секој ученик и секое семејство, со еве вака енормен буџет кој што го имаме, ќе завршам со констатацијата дека ако има 970 милиони евра за ставките за разни трансфери, за кои што воопшто не знаеме каде се наменат, треба да има и за учениците. И еве колешке, од овде да извадиме пари додека трае расправата и да им дадеме на учениците. Ако се сака, се е можно. Благодарам.